Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов продолжија со протестот за исполнување на нивните барања, укинување на предметот математика како задолжителен за полагање државна матура и промена на моделот на екстерно. По организирањето на првиот протест, учениците од гимназијата на социјалните мрежи веднаш беа етикетирани како опозиционери и нивниот протест дека е организиран од причина што ја подражувале опозиционата СДСМ. На денешниот протест тие го негираа таквиот став на поединци и порачаа да не се вмешува политиката во протестот, оти одлуката за протест е само нивна и на никој друг. Ова одлука за протест е одлука на младенската организација при Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Значи, тоа е одлука која што на состанок добила 100% поддршка. А ние овдека во колков број сме, еве тука гледате самите, таа одлука ја почитуваме. И тоа значи дека ќе искочиме на протести без разлика на тоа како ќе не етикетираат во некои медиуми или на социјалните мрежи. Овој протест не е организиран од некој поединец или од некој индивидуалец, значи протестот не е организиран од оние кои што стоат во првите редови или пак само од оние кои што излегле пред камера да дадат изјава. Заеднички на состанокот кој што се одржа во гимназијата Љупчо Сантов, ние учениците од прва, втора, трета и четврта година донесовме заедничка одлука, значи сите заедно да излеземе и да го преку протест, пак ќе кажем, да го изразиме нашето незадоволство. Одлуката која што е донесена се уште не е усвоена, за да ние полагаме матура со задолжителен предмет математика, не е праведна за нас средношколците и затоа ние излегуваме на протест и си го искажуваме нашиот револт, поради тоа што секој средношколец, секој индивидуа си има своја цел која што сака да си ја исполни и си има своја насока и свој сон кој што сака да си го оствари, но многу од нас значи сакаат да изберат општествени факултети, а не математика. Освен ова, на денешниот протест учениците го искажаа револтот што после првиот, па и сега, надлежните во општината остануваат глуви на нивните барања. За да бидат слушнати, средношколците најавија протести пред локалната самоуправа. Еве втор ден протестираме. Никој се уште не нема повикано на разговор од одговорните во општина Кочани од секторот на Министерство за образование. Тоа значи дека доколку и во наредниот период бидеме игнорирани, протестите ќе се радикализираат. Во наредната недела можам да ви најавам нови протести, но тие протести ќе се одвиваат со блокада на раскрсници. Исто така ќе имаме и протест пред општина Кочани, која што исто така сметам дека таму има одговорник за средните училиште во општина Кочани, кои што треба да не изслушаат, барем да не примаат на разговор, да ги слушнат нашите барања, да се запознаат зошто средношколците од Кочани втор ден се на улица. Од најголемиот дел од професорите во гимназијата учениците ја имаат поддршката, но има и такви кои не само што не ги поддржуваат, туку им вршат и притисоци да не излегуваат на протести, велат учениците. Тоа резултираше со намален број ученици на вториот протест. Затоа ги повикаа професорите, оние кои ја даваат својата поддршка, да не го прават тоа тајно, туку и тие да излезат на улица и од следниот протест да им се придружат. Инаку, овој пат беа поддржани и од поединци од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, но не од сите ученици. Ќе бидеме гласни и тие повторно пак нема да не слушнат.